Почитувани љубители на кошарката, 14-то коло од втората машка кошаркарска лига, ќе го проследиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Водно Санс од Скопје. Во ова 14-то коло уште ќе се среќаваат екипата на Маđари со Мега Баскет. Од Прилеп работнички го пречекува фаворизираниот МКК Куманово. Шкупи на домашен терен игра против втората екипа на МЗТ. Во Штип Соколи го пречекуваат Куманово и во Велес Борец игра против Ангели. Минатото коло екипата на Тетекс загуби на гостински терен со 83-63 од екипата на Ангели. Овој надпревар е да се биде или не секој следен надпревар на екипата на Тетекс на домашен терен мора да го добие во таа битка за опстанок. Нема подобар ривал денеска од екипата што е на табелата на 10-тото место. Екипата на Тетекс е на 11-тото место. Во првите петорки кај домачините со број 4 Костовски, 5 Теофиловски, број 9 Шуменковски, број 10 Крстевски, број 11 Јанески, кај гостите да видиме со број 5 Митев, Даниел Бутемир, со број 3, со број 15 Кириловски, број 32 Трајанов, број 42 Трипуновски. По една грешка на двете страни до сега. А овој надпревар го следите благодарение на нашите пријатели поддржувачи. Оние долгогодишни секако Пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Секој работен ден домашно сготвено јадење и колачи по извор. Нарачувате на телефон 075 909 000. А денеска, 10 февруари, отварање на новата пицерија Јани ФМ во Скопје. И со првите поени на Костовски се отвара резултатот на овој надпревар 2:0 за Тетекс. Овој надпревар го следите благодарение на Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетово, а останатите побрзајте на настанот што го организира Vibe Production на 9 март во Националната опера и барет со гостувањето на Иван Босилчич. На ticketix.mk останати се уште 200 карти, па побрзајте да си обезбедите билет. Овој надпревар ќе го следиме благодарение на нашите нови пријатели на YouTube каналот Тетовски спорт. Тоа се Ателие 22 Дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Тие со својот квалитет се издвојуваат од конкуренцијата. Посетете ги, а може да се договорите на 070 358 300. Во меѓувреме играчот со број 32 Трајанов со први негови поени, има и дополнително слободно фрлање. Потоа Казино Стар на неколку атрактивни локации во нашиот град. Секој ден има загарантиран джекпот и најголеми добивки. Вие може само да уживате во прекрасниот амбиент и врвната услуга од Казино Стар. Успешен Трајанот и во дополнителното слободно фрлање. И ни остане уште Европак Бет 2, компанија за достава на гостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надпис на фирмата. Достава на највкусното кафе Мокамбо. Адресата е 29 ноември број 109, веднаш до Стокома Китобакото на Славе. Убава рампа на Шуменковски. Што вреди тоа кога со број 42 Трипуновски поентираше повторно, ќе има и дополнително слободно фрлање. А јас застанав кај Европак Б2. Угостителскиот шеќер, изработката на кутии за пица, торти, колачи може и како и кафето Мокамбо може да го наручате на телефонскиот број 070 263 108. Ајде сега малку да се посветиме на кошарката. Резултатот на семафорот по 1,5 измината минута гласи 2:6. Крстевски со топка. Шуменковски.
Фаулиран Шуменковски. Теофиловски со топка. Теофиловски. Пробива Теофиловски. Бараше фаул, но гостите се во против напад. Атрактивно забивање тамо на играчот со број 15, Кириловски. И гостите покажуваат после повие први 5 минути дека не се дојдени тука како туристи во Тетово, туку дојдени се да го добијат овој надпревар. Убава асистенција сега. Најбрзи на Јаневски кон Шуменковски, овој до Крстевски и намалување на 4:8. Први поени и на Крстевски. Трајанов губи топка. Сега Шуменковски. Шуменковски фаулиран од играчот со број 3, тоа е Бутемир. Даниел Бутемир. Интересно, необичаено презиме. Суди на овој надпревар се прв судија е Димовски. Го памтиме од минатиот пат кога Тетекс беше домаќин. Му помагаат Червенка и Ников. Николовски сега. Теофиловски. Блок му прави Јаневски, овој пробива од другата страна, фаулиран. Ова е втора лична грешка за играчот со број 3, Бутемир. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Теофиловски. Теофиловски неуспешен во првото слободно фрлање. Успешен во второто, намалува на 5:8. Изминаа 3 минути од надпреварот. Гостите во напад со број 32 од страна. Излегува оваа топка од обрачот. Најприсебен Николовски во сопствениот кош. Застанува Николовски, додава до Костовски. Теофиловски. Теофиловски. Костовски. Јаневски. Костовски. Николовски сега за 3. Го посага топката Николовски. Први негови поени. Израмнување на 8:8. Со број 42 промашува таму Трипуновски. Ќе ми треба време да ги научам гостинските кошаркари. Николовски. Вади до Теофиловски, сега тој за 3. Прекратко беше, ова се виде. Нов напад поведува таму Трајанов. Со број 3 Бутемир. Вада топка. Убава тројка на играчот со број 15, тоа е Кириловски. За Кириловски тоа е 5 поен. Теофиловски предводи нов напад, Јаневски. Шуменковски сега. Николовски. Николовски за 2. Убав и поени на Николовски. Ја искористи предноста во висина, што ја има над играчот со број 5 Митев. Сега повторно Кириловски. Се жали на повреда таму Кириловски. Се надеваме дека не е ништо посебно.
Немаше намера тука кај играчите на Тетекс. Секој да го повреда, стартуваше, мислам, Костовски. Сепак, дали се работи за удар во коленото или во бутниот мускул, да веруваме дека Кириловски ќе се опорави за брзо време и дека ќе може да го продолжи овој натпревар. Веднаш докторот кај домачините, доктор Димче Вучевски, му прииде да му каже лекарска помош. Вапски. Николовски сега. Николовски до Теофиловски, овој вади до Шуменковски, Шуменковски пробива, неуспешен за 2. Митев, односно тоа беше Бутемир, фаулира на спротивната страна. Успешен Бутемир во двете слободни фрлања, зголемува на 13-10. Цврсто се игра на почетокот. Следиме жестоки дуели. Сега Крсте Вапски. Немаше тука фаул. Митев на спротивната страна. Митев за 3. Промашува Митев. Се игра брзо на почеток на овој натпревар. Николовски од крај на крај додава до Шуменковски. Штета. Штета, не завршува оваа акција со поени. Шуменковски ќе има можност да намали на само -1. Шуменковски успешен од двете слободни фрлања. Први негови поени. Трајанов додава до Бутемир. Односно играчот со број 26. Тоа е Питер Бутемир, капитенот. Со број 3 е Даниел Бутемир, а со број 26 Питер Бутемир. Крсте Вапски фаулираше. Ќе бидат тоа две слободни фрлања за Трајанов. Трајанов успешен во двете слободни фрлања. Пети негов поен. Вапски додава до Николовски. Сега Крсте Вапски. И фаулиран Крсте Вапски. Со број 42 Трипуновски фаулираше. Кај гостинските кошаркари забележувам дека нема некој играч што се издвојува со висината, а еве за прв пат на овој натпревар во игра кај домачините влегува играчот со број, да видам со кој број сега настапува.
Со број 13 ми се чини дека е засилувањето во вториот дел на сезоната за екипата на Тетекс. Слободан Цобе Михајловски, кој што имаше значителна улога во минатата сезона, која екипата на Тетекс го освои првото место во третата лига, така се пласираше во второлигашката конкуренција. Сега Митев прави ја гледам конверзацијата на тренерите со третиот судија Ников. Тој е син на долгогодишниот спортски работник Маријан Ников. Николовски, Шуменковски, Николовски, чекори беа ова. Така е, судијата Червенка покажува чекори. И вашиот коментатор и на овој натпревар Чеде Јанчевски е со одредено кошаркарско знаење да може да распознава ситуации. На теренот промашува таму Митев, сега Николовски, Шменковски. Карстевапски убаво се загради, но судијата Димовски покажува фаул во напад. Тврд, доста борбен дуел на почеток на овој натпревар. Следиме резултатот на семафорот на 2 минути и 40 секунди до крајот на првата четвртина. Гласи 13 спрема 15. Трајанов. Успешен во второто слободно фрлање Питер Бутемир. Измени кај домашниот тим. Василевски за прв пат во игра. Заслужено на клубата од Теофиловски и Николовски да одморат. Проигрува таму Михајловски и Крстевавски. Крстевавски успешен. 15 спрема 16. На 2 минути и 10 секунди до крајот. Сега Крстевски. Агресивен Митев во одбраната. Василевски. Василевски малку ја подзаборави топката. Сега Вапски, Крстевски. Крстевски фаулиран. И двете екипи го имаат исполнето бонусот, така што ова ќе бидат 2 слободни фрлања за Крстевски. Крстевски успешен само во второто слободно фрлање. Неуспешна асистенција сега, израмнување на резултатот 16 спрема 16. Во игра за прв пат и Славиша Јаневски кај домачините. Јаневски со топката. Ја губи топката Јаневски. Со број 42 Трипуновски сега во напад. Митев.
Tripunovski. Odnosno Trajanov sa broj 32 borben. Повторно измени и кај домаќините и кај гостите. На почеток на овој натпревар беше доста ефикасно, сега малку како да подзастана двете екипи. Не важат поените, но судијата никој покажува дека тоа ќе бидат две слободни фрлања, секако затоа што и двете екипи го исполнија бонусот во оваа прва четвртина и затоа Крстевски повторно на линијата за слободни фрлања. Крстевски неуспешен во двете слободни фрлања. Мислам дека до сега екипата на Тетекс ниту еднаш не беше во водство. Со број 8 промашува таму Поповиќ. Славиша Јаневски предводи нов напад. Михајловски му прави блок. Јаневски. Заглави таму Јаневски. Од ногата на Михајловски ќе биде тоа нов напад за екипата на Водносанс. Михајловски излегува од игра. Очигледно долго време не настапувал. Сега чекори таму на Трајанов, му се лути гостинскиот тренер. И тајмаут на Никола Ристовски, домашниот тренер. А ние уште еднаш да кажеме дека вие овој пренос го следите директно благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи, тоа се Ателие 22, дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериери и архитектонски дизајн. Оваа нова компанија во овој бизнис издвојува од конкуренцијата со својот квалитет, со својот дизајн секако, со локација во село Лешок, а нарачки може да направите или да ги посетите, да се договорите на телефонскиот број 070 358 300. Потоа Казино Стар. Казино Стар на неколку атрактивни локации во нашиот град, секој ден за гарантиран джекпот и најголеми добивки. Уживајте во прекрасниот амбиент на Казино Стар и врната услуга. Европак Бет 2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надписна фирма. Доставуваат и од највкусното кафе Мокамбо. Адресата е 29 ноември 109, веднаш до Стокома Кито Бакото на Славе. Нарачки на телефон на сите овие производи имате на 070 263 108. Можат цел напад да ја држат топката играчите на Тетекс, ќе останат само 2 секунди за гостите. Јаневски, Теофиловски, Славиша Јаневски за 3. Промашува Славиша Јаневски. Чива ќе биде оваа топка. На само 5 секунди до крајот на првата четвртина, екипата на Тетекс ќе има можност за прв пат да поведе на овој надпревар. И од ногата на Бранко Јаневски, топката е во аут.
за да последните 4 секунди остануваат за гостинските кошаркари во оваа прва четвртина. Да видиме што може да направи тука од едниот до другиот крај. Да видиме дали само ќе биде признаен поенот на играчот со број 8 Поповиќ. Регистриране на семафорот 16 спрема 18. Со овој резултат завршува првата четвртина. А ние останавме должни на нашите долгогодишни пријатели поддржувачи на YouTube каналот на Тетовски спорт, благодарение на кој ги следите преносите на екипата на КК Тетекс од претходниот натпревар и во живо на YouTube каналот на Кошаркарската федерација на Македонија, во многу скоро време и на YouTube каналот на Тетовски спорт. А тоа е Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за забава во Тетово. А останатите побрзајте за настанот што го организира Vibe Production. На 9 март во Националната опера и балет гостува Иван Босилчич. На ticketx.mk останати се некаде помалку од 200 карти, затоа побрзајте. Пред се припадничките на понежниот пол, затоа што настанот е на 9 март. Ако за празникот се во некој ресторан, на 9 март можат сигурно да уживаат во прекрасен концерт. И секако, пица и кейк сервис Јани ФМ, дефинитивно највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Секој работен ден имате и домашно сготвено јадење и колачи по избор. Нарачувате на добро познатиот телефон 075-909-000, а од денеска, 10 февруари 2024 година, Јани пица и кейк сервис Јани ФМ со нова локација, и тоа во главниот град. Може и од таму да си порачувате вкусни пици и пастрамајли. Повторно во конверзација двајцата тренери. Претходно кажав дека поддржувачи на YouTube каналот Тетовски спорт се и нашите нови пријатели, тоа се Ателие 22, Дизајн и мебел, Казино Стар и Европак Б2. За нив повторно подосна во преноса да ја посредиме оваа контра. Судијата червенка суди фаул на чинам беше тоа Митев. Со број 5, прва лична грешка. Теофиловски до крај погодува Теофиловски. Поздравен од речиси исполнетата сала во економското училиште. Оваа блокада тамо на Шуменковски. Митев за 3. Промашува. Шуменковски сега. За 2, убав пробив на Шуменковски. Конечно екипата на Тетекс во водство. Во 11-та минута со поените на Шуменковски за резултат 20 спрема 18. Висок скок на Јаневски. Застанува на 3 поени, промашува Јаневски. Митев. Фаулиран од Шуменковски. Убава рампа тамо на Теофиловски, но судијата Ников покажува дека тоа ќе бидат 2 слободни фрлања за играчот со број 3, Даниел Бутемир.
верувам дека играчот со број 26 Питер Бутемир, вака по конституција и по возраст, или е негов брат близнак, или тука се некаде во годините. Успешен Даниел Бутемир во двете слободни фрлања. Израмнува на 20:20. Костовски прави фаул во напад. Првиот судија Димовски го забележа тоа. И сега гостите повторно во водство. Попович, четврти негов поен. Нова изгубена топка на домашните кошаркари. Сега Бутемир. За 3 поени играчот со број да заве 21. Лазов. Не забележав кога точно влезе во игра. Сега промашуваш Шуменковски. Лазов против напад. Убава техника на водење. Убава акција на гостите. Промашуваат можност за контранапад. Михайловски не е со неговата возраст во можност да ја стигне оваа топка секако. Бутемир сега. Бутемир за 2. Неуспешен. Висок скок на Шуменковски. Теофиловски предводи нов напад. Блок му направи Михайловски. Теофиловски за 2 фаулиран. Дваесет и 4 покажува судијата червенка. Тоа е фаул на Димитриев. Гостите наметнуваат брза игра во првото полувреме. Не им оди шутот од линијата слободни фрлања на домачините на почеток на овој надпревар. Две слободни фрлања промашува Теофиловски, претходно две слободни промаши Крстевски и ете ја разликата. Сега Лазов во бунар, се охрабри по онаа прва постигната тројка. Неколку пати домачините изгубија топка на сличен начин во додавање. Сега Крстевапски. Убави дриблинзи на Крстевапски. Дали судијата червенка не забележа таму контакт на надпреварот ќе продолжи со топка од страна за екипата на Водно Санс.
Со број 42 уфрла тамо Трипуновски. Со број 3 Даниел Бутемир со тројка зголемува на 27 спрема 20. Домачините на 6 минути и 5 секунди до крајот на втората четвртина бара тајмаут. Сигурно ќе има што да им каже тренерот Никола Ристовски, како за да не се познаваат доволно во овие пасови домашните кошаркари. Ние ќе го искористиме ова време уште еднаш да подсетиме за нашите нови пријатели поддржувачи. Тоа се Ателие 22 дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Оваа компанија се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет. Посетете ги во Лешок, а може да се слушнете и на телефонскиот број 070 358 300. Потоа Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, како изработка на кутии за пица, торти и колачи со надписна фирма. Права достава и на највкусното кафе Мокамбо. Адреса 29 ноември број 109. Веднаш до Стокома Китобакото на Славе, наречки на телефон 070 263 108. И секако Казино Стар, кое што е на неколку атрактивни локации во градот, секој ден за гарантиран джекпот и најголеми добивки. Уживајте во прекрасниот амбиент и врната услуга само во Казино Стар. Секако овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт и во живо на сајтот на Македонската кошаркарска федерација го следите благодарение на нашите долгогодишни пријатели поддржувачи Music Bar Vibe и Pizza и Cake сервис Јани FM. За нив нешто повеќе во следната пауза. Теофиловски со нов напад, Карстевски, Шуменковски, Вапски, Николовски. Сега Теофиловски за 3. Излегува топка. Вапски фаулиран. Треба да важи овој. Важат поените. Во двочекор беше Крсте Вапски. 26, ако добро забележав. Питер Бутемир. Негова трета лична грешка. Неуспешен Крсте Вапски во дополнителното слободно фрлање. На крајот топката ќе биде за екипата на Партизан Водно Санс. Лазов. За Малку Шуменковски да му украде топка. Сега краде Шуменковски. До крај фаулиран. Штета не погоди Шуменковски. Прва лична грешка и на Лазов. Нова можност за намалување на водството на гостите. Само еднаш беше во водство екипата на КК Тетекс 20 спрема 18. Подоцна гостинските кошаркари повторно го преземаа водството, а продолжува серијата промашување од линијата за слободни фрлања на домашните кошаркари. Успешен само во второто слободно фрлање Шуменковски, тоа е негов пети поен. Фаулиран беше сега со број 3 Даниел Бутемир од страна на Крсте Вапски. Забележувам на записничката маса и двете екипи во оваа втора четвртина го исполнија бонусот, би рекол за многу краток временски период. Не помина ниту половина од втората четвртина, што значи дека секој нареден прекршок на надпреварот ќе биде санкционирал со 2 слободни фрлања. Привачи топка Крстевски.
Сега краде Бутемир. Неправилно водење на Бутемир и екипата на Тетекс со нова можност да го намали резултатот. Теофиловски. Играат гостите агресивно во одбраната. Очигледно е дека се физички спремни. Фаулиран Крстевски. Судијата покажува топка од страна. Добро, виде дека е исполнет бонусот. Минатиот пат пред 2 недели, кога екипата на Тетекс на домашен терен играше против МКК Куманово, загуби убедливо 30 разлика. Имаше една ваква слична ситуација. При досуден фаул со исполнет бонус. Судиите покажаа топка од страна. Продолжи играта со топка од страна. Конечно, домачините на 2 пати успешни во слободните фрлања, но веднаш на другата страна со број 15 Кириловски, кој повторно се враќа во игра. Добро е што таа повреда на почеток на надпреварот не било ништо посериозно. А Вапски на спротивната страна му возвраќа со поени. Сега Теофиловски за 2. Погодува Теофиловска, че има и дополнително слободно фрлање. Број 42, Трипуновски, трета лична грешка. Со овие поени на Теофиловски израмнет резултатот 29-29. Неуспешен Теофиловски во дополнителното слободно фрлање. Нема ново преземање на воството, а на спротивната страна Митев како брз воз низ одбраната на Тетекс. На 4 минути до крајот на полувремето 29-31. Гостите го контролираат резултатот во поголемиот дел од првото полувреме. Сега Теофиловски, штета убава акција на Теофиловски, промашува. Трајанов. Погодува Бутемир. Играчот со број 3. 9 негов поен. Најрасположен кај гостите до сега. Крстевски. И понатаму Крстевски. Сега до Теофиловски. Теофиловски против Трајанов. Николовски. Убава финта на Николовски. Погодува за 2. Седми поен на Николовски. 31 спрема 33. Убаво комбинираат под домашниот кош играчите со број 42 и 32, Трипуновски и поени на Трајанов. Вапски. Теофиловски. Теофиловски вади до Шуменковски. Шуменковски за 3. Неуспеш. Не беше потребен овој фаул на Крстевски, затоа што екипата на Тетекс одамна го има исполнето бонусот, ќе бидат нови 2 слободни фрлања за гостинските кошаркари. Не забележав што се случи во овој момент. Гледам во мојата статистика кој фаул е ова на Крстевски, мислам дека е прв или втор. Од исклучителна важност е овој натпревар за двете екипи. Екипата на Тетекс да фати приклучок во борбата за опстанок, а за екипата на Партизан водно Санс би значило отпишување на нивниот ривал во таа трка. Навистина, кога екипата на Тетекс го изгуби и овој натпревар,
драстично ќе ги намали шансите за обстанок. Она што мене ме плаши во продолжение на надпревод, посебно во второто полувреме, ова физичка подготвеност на гостинските кошаркари. Не му посмета на Даниел Бутемер ниту овие свирежи од домашната публика. Успешен во двете слободни фрлања. Крстевапски. Асистенција до Шуменковски. Седми поен на Шуменковски. Но многу лесно постигнуваат гостинските кошаркари поени. Трајанов, 9-ти негов поен. Крстевски сега. Со број 12 против Георгиев е тоа. Шуменковски, Крстевски. Крстевски. Шуменковски, Вапски. 2 секунди. Немаше друг избор. Крстев Вапски промашува за 3. 33-39. Трајанов до Митев. Митев до Георгиев. Георгиев од пост позиција. Големо промашување. Николовски на спротивната страна. Обави поени. Нови поени на Николовски. 9-ти поен. Најрасположен кај домачините. А и не потроши многу топки. Веднаш на спротивната страна. Многу брзо играат гостинските кошаркари. Впрочем, како што и нивното име Водно Санс, а има дресови на Феникс. А сега нови поени на Николовски. Веднаш враќа на спротивната страна. На тројката на Трајанов. Николовски со 2. Сега промашуваат гостите. 37-42. Брзо се игра на двете страни. Шуменковски. Николовски. Блок му прави таму Јаневски. Крстевски сега. Крстевски за 3. Тројка на Крстевски. Во лицето на противникот. 8 поен на Крстевски. 40-42. Георгиев сега со хорок удар. Успешен Георгиев. Велам во стилот на Феникс Санс. NBA екипата која што нападите ги завршува во просек за 7-8 секунди во NBA лигата, така и ова екипа на Партизан Водно Санс. Нападите ги завршува за кратко време. Сега на спротивната страна забивање. Не мораше толку да брза, имаше 3 секунди. А забивањето на крајот на првото полувреме беше на Кириловски, оно играч што на почеток на надпревод се повреди. Добро е што не е ништо сериозно со овој млад кошаркар. А ние може да кажеме дека првото полувреме завршува со резултат 40-46. Уште еднаш овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорти во живо на каналот на Кошаркарската федерација на Македонија го следите благодарение на нашите верни пријатели, поддржувачи Пица и кек сервис Јани FM, Music Bar Vibe, односно Vibe Production и новите наши поддржувачи Ателие 22 дизајни и мебел, Казино Стар и Европак Б2. За вообичајната пауза од 15 на минути повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Повторно сме со слика и со коментар во салата 8 септември во Тетово. Присуствуваме на интересен дуел во 14-тото коло на втората машка кошаркарска лига помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Партизан Водно Санс од Скопје. По првите 20 минути резултатот на семафорот 40-46, а овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт и во живо на
каналот на Кошаркарската федерација на Македонија го следите, како што гледате благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи. Пица и кейк сервис Јани ФМ, дефинитивно највкусната пица и пастрмалија во нашиот град, секој работен ден домашно сготвено јадење и колачи по избор, а нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Music Bar Vibe и Vibe Production на 9 март во Националната опера и барет ви гостува Иван Босилчич. Останати се нешто помалку 200 карти, затоа побрзајте, картите ги набавувате на ticketx.mk. И нови наши пријатели поддржувачи, благодарение на кои го следите овој пренос, се Ателие 22, дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Со седиште компанијата е во Лешок, посетете ги, се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет, а може да се договорите и на телефонскиот број 070 358 300. Потоа Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи, со надпис на фирма. Права достава и највкусното кафе Мокамбо. Се наоѓаат веднаш до Стокомак и Топакото на Славе, нарачувате на телефонскиот број 070 263 108 и Казино Стар на неколку атрактивни локации во нашиот град. Секој ден има загарантиран джекпот и најголеми добивки, каде на друго место ако не во Казино Стар. Уживајте во прекрасниот амбиент и врвна услуга само во Казино Стар. Продолжи надпреварот до измине една минута од второто полувреме. Имаше поени само на Теофиловски за оваа минута, а продолжува интересната игра на овој надпревар. Сега искусно Михајловски го поклуп таму Митев. Не успеа во додавањето, сега Митев на спротивната страна. Карстевски сам не успева да погоди. Се жали таму на повреда, остана да лежи на паркетот. Се извинувам што доцним вака со коментарот, мали проблеми со стримот. Шуменковски за 3 промашува, 42. 46 на спротивната страна, со број 3, за 2 погодува Даниел Бутемир, 13 негов поен. Крстевски сега, Шуменковски, Теофиловски, Крстевапски, убаво пробива Крстевапски, искусно за 2 Крстевапски, 44-48. Абе, за 3 сега Теофиловски. Погодува Теофиловски.
47-51. Не успеав да забележам, но Шуменковски излеа погоди. Сега за 2 промашува Георгиев. 49-51 резултатот на семафорот. На спротивната страна промашуваат сега Теофиловски. Крсте Вапски. Вапски за 2, не успева. Михајловски сега за 2. Постигнува појнич, има и дополнително слободно фрлање. Израмнување на резултатот 51 спрема 51. Имавме мали проблеми со стримот. Извинување за сите гледачи на YouTube каналот на Тетовски спорт и на стримот на Кошаркарската федерација на Македонија. Слободан Михајловски се спреман да го изведе дополнителното слободно фрлање. Уште еднаш 51-51 на семафорот на 5 минути 40 секунди до крајот на третата четвртина. Ќе ми простите малку со тешко е да се коментира овој натпревар, во исто време го контролирам и стримот кој што оди директно на YouTube каналот на Македонската кошаркарска федерација, секако преку нашата екипа на Тетовски спорт. Михајловски успешен го посака оваа топка. По подолго време екипата на Тетекс повторно е во водство, 52-51. Ова беа први 3 поени на Михајловски, кој што доколку влезе во добар ритам, доколку направи неколку тренинзи, верувам дека ќе биде од исклучително значење за екипата на Тетекс. Промаши за 3 тамо Кириловски. Сега контранапад Вапски. Как убава асистенција од зад грбот до Теофиловски. Зголемува Тетекс на 54-51. Кириловски сега промашува. Јаневски. Вапски. Нова акција на Вапски, постигнува поени. Ќе има и дополнително слободно фрлање. 11 поен на Крсте Вапски. А вие овој крајно исклучително интересен натпревар го следите благодарение на нашите верни пријатели, поддржувачи. Пица и кек сервис Јани ФМ од денеска 10 февруари 2024 година со нова локација, и тоа во Скопје. Значи може да си порачувате пица и од таму. А Music Bar Vibe и Vibe Production ви го носат Иван Босилчич на 9 март во Националната опера и балет. На ticketx.mk имате преостанато нешто помалку од 200 карти, побрзајте. Пред се припадничките на понежниот пол може да уживаат во прекрасниот концерт на Иван Босилчич. И наши нови пријатели потржувачи, заради кои што вие го следите овој директен пренос на кошаркарскиот натпревар помеѓу екипите на Тетекс и Партизан Водно Санс, се Ателие 22, Дизајн и мебел, компанија за изработка на висококвалитетен мебел, имат дизајн и архитектонски дизајн,
може да ги посетите во Лешок, а може и едноставно да се договорите со нив на телефонскиот број 070 358 300. Потоа Казино Стар на неколку атрактивни локации во нашиот град, секој ден за гарантиран джекпот и најголеми добивки. Уживајте во прекрасниот амбиент и врвната услуга само во Казино Стар. И Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и кулачи со надпис на фирма. Достава на највкусното кафе Мокамбо. Локацијата е веднаш до Стокомак и Тобокото на Славе, а сето ова го нарачувате на телефонскиот број 070 263 108. Може да продолжи надпреварот со дополнителното слободно фрлање на Крсте Вапски. Промашува во дополнителното слободно фрлање, но екипата на Тетекс во малку поопипливо водство, 56-51, сега Шуменковски фаулиран. Ќе биде тоа топка од страна, така вели првиот судија Димовски. Да видиме екипата на прво Димовски покажа топка од страна. Јас така забележав. Екипата на Партизан Водно Санс не е во бонус, но червенка ги намести кошаркарите на линијата слободни фрлања. Шуменковски, другите се нареди околу рекетот на гостите. Шуменковски успешен во двете слободни фрлања, 58-51. 11 поен на Шуменковски. Лазов за два не промашува, сега Крстевапски. Дриблинзи на Крстевапски, додава до Шуменковски. Краде таму топка Бутемир. Овој старт на Шуменковски беше карактеризиран како фаул. Гостинскиот тренер бара неспорска лична грешка. Мислам дека овде, ајде да речеме дека имаше фаул, но сега по консултација на тројцата суди покажува тоа дека е неспортска лична грешка. Би било интересно ова да се види уште еднаш. Во моментот кога и двајцата играчи се борија да дојдат до топката, немаше остварено посет ниту еден играч. Побрзо топката беше Шуменковски, но судиите проценија дека при тоа го фаулирал Питер Бутемир со број 26. Да им веруваме на тоа, но да се окарактеризира ова како неспортска лична грешка, не сум баш сигурен, но што вели прославениот играч на Феникс Санс, баш дресовите на тој клуб ги носат кошаркарите на Партизан Водно Санс. Што вели прославениот играч Чарлс Баркли, топката никогаш не лаже. И двете слободни фрлања ги промаши Бутемир. Сега нов напад. Се изборија гостите за нов напад. Даниел Бутемир со топка. Питер Бутемир. Лазов. Измина нападот. Измина 24 секунди. Не знам зошто сега се буни гостинскиот тренер. На 4 минути до крајот на третата четвртина резултатот на семафорот 58 спрема 51. 7 поени предност за екипата на КК Тетекс. Теофиловски од едната до другата страна на теренот. Продолжува надпреварот со топка од страна за текстилците. Крстевапски. Теофиловски за два. Не успеа. Борбен е Теофиловски. Асистира до Јаневски.
Јаневски промашува, не постигна позиција, штета. Трајанов ја прибира оваа топка до Питер Бутемир. Трајанов, односно Даниел Бутемир, сега Лазов, Кириловски, избиена топка, можност за контра, не, краде тамо Бутемир до неговиот брат, фаулиран. Фаулот беше многу порано. Ќе биде тоа топка од страна за екипата на Партизан Водно-Санс. А Марио Шуменковски е со 5 лични грешки. И мојата статистика тоа го покажува. Излегува надвор, на негово место треба искуство за овакви надпревари капитенот Костовски. Сега Даниел Бутемир промашува. Костовски. Вапски. Костовски. Јаневски до Вапски. Ги летна двајцата играчи во воздух како пуканки. Крсте Вапски. Штета што не ја заврши оваа акција со поени, има можност од линијата за слободни фрлања. Излегува првиот шут на Крсте Вапски од слободните фрлања. Во вториот обид успешен. Измена кај гостите. Со број 24 Димитриев е во игра. А претходно Вапски го постигна неговиот 12-ти поен. Кириловски. Трајанов. Трајанов. Промашува Трајанов. Јаневски. Крстевски. Крстевски. Јаневски. Костовски. Вапски сега. Фаулиран Крстев Вапски. Екипата на Водно-Санс го исполни бонусот, ќе биде тоа нови 2 слободни фрлања за Крстев Вапски. Пета лична грешка, да видиме за кого е тоа. Играчот со број 26, Питер Бутемир, капитенот на екипата на Водно-Санс. Ако ја следиме статистиката, кога Крстев Вапски го погодува првото слободно фрлање, го промашува второто, но да видиме. Како да ме послуша. Даниел Бутемир краде тамо, Теофиловски за момент нагазил на линијата. Борбена игра и на двете страни, но во ова второ полувреме домаќините некако многу посериозни во пристапот, има многу изгубени топки на почеток на надпреварот. Крстев Вапски сега висок скок додава до Теофиловски. Убави дриблинзи на Теофиловски. Вапски повторно. Теофиловски. Јаневски. На крај Јаневски со скок за нов напад за екипата на Тетекс. Нови 14 секунди. Промашува Теофиловски. Борбен таму Крстевски. Фаулираше Крстевски, ќе биде тоа топка од страна за екипата на Партизан Водно-Санс. Во убава кошаркарска представа ужива тука многу бројната тетовска публика. Салата 8 септември во економското училиште е исполнета скоро до последното место. Кириловски сега. Топка му краде борбениот капитен на домаќините. Костовски, штета, Теофиловски не ја прифати оваа топка. За 3 погодува Даниел Бутемир. Намалува на 60 спрема 54. 16-ти поен на Даниел Бутемир. Вапски.
Крстевски. Убава асистенција на Крстевапски, го забележа сам под кошот Крстевски, 10 поен на Крстевски. А Даниел Бутемир предводи нов напад за гостите. Блок му прави Трајанов, Бутемир за два овој пат промашува. Вапски има контра. Во контра сам е таму Теофиловски. Теофиловски за 2-14 поен за Теофиловски. Неефикасен кај домачините. Бутемир. Кириловски за 3. Тројка на Кириловски. Не се предава така лесно играчите на Партизан во односанс. Тайм-аут за Никола Ристевски, 22 секунди до крај на третата четвртина. Можност ние уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите нови пријатели подржувачи. Тоа е Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти, колачи со надписна фирма. Достава на највкусното кафе Мокамбо. Адреса 29 ноември број 109, односно веднаш до Стокомак и Тобакото на Славе. Сите овие производи ги наручувате на телефонскиот број 070 263 108. Потоа Казино Стар, на неколку атрактивни локации во нашиот град. Секој ден во Казино Стар имате загарантиран джекпот и најголеми добивки. Ваше е само да појдете таму и да уживате во прекрасниот амбиент и врвната услуга и да заработите или пак да потрошите некој денар. И секако Ателие 22, компанија за дизајн и мебел, изработуваат високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Ова нова фирма во овој бизнис се издвојува со квалитетот во однос на конкуренцијата. Со нив може да контактирате на телефонскиот број 070 358 300. Да видиме како ќе ги искористат овие последни 22 секунди до крајот на третата четвртина. Домачините можат да ја држат топката до крајот на третата четвртина. Не треба да брза сега Теофиловски. Вади до Јаневски, сега Крстевапски. Теофиловски за 2. Успешен Теофиловски. Бутемир. Истече времето. Со поените на Теофиловски 16 вкупно негови. Резултатот на семафорот 66-57. Односно во третата четвртина екипата на Тетекс ја доби убедливо со резултат 26-11. Губеа 6 на полувремето, сега имаат плюс 9. А ние останавме должни отпред малку да кажеме дека овој пренос на каналот на Македонската кошаркарска федерација, овој крајно интересен натпревар, би рекол, го следиме благодарение и на екипата на Тетовски спорт пред се, а и на нашите долгогодишни пријатели подржувачи. Тоа се Music Bar Vibe. Младите во Тетово знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во текот на викендот. А останатите побрзајте за настанот што го организира Vibe Production на 9 март во Националната опера и балет со гостувањето на Иван Босилчич. На ticketx.mk може да си набавите од преостанатите околу 200 карти, затоа побрзате. И секако пица и сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмајлија во нашиот град. Од денеска 10 февруари со нова локација во главниот град. Порачајте на добро познатиот телефон 075 909 000.
Теофиловски, блок му прави Михайловски, Крстевски сега. Михайловски. Вади до Јаневски. Уште една секунда измина. Измина нападот. 66-57 во прв напад во последната четвртина е екипата на Партизан во односанс. Лесно поробиена зоната на домачините со поени на првите поени на Димитриев на овој надпревар. Крада топка има на семафорот за напад, остануваат 17 секунди, што значи дека треба да ја префрла така топката веднаш на спротивната страна. Мораше вака да Јаневски да уфали топката, затоа што ако ја фрлеше во нивната половина, остануваше само една секунда да ја префрлат на противничката половина. Вака се обидува тоа да го направат веднаш, но ризикот не се исплатеше. Губи топка тамо, сам во контра Теофиловски. Теофиловски за два ја исправа мрежичката. Една минута измина од последната четвртина, најефикасен на овој надпревар Теофиловски со 18 постигнати поени. Со број 8 за 3 промашува Поповиќ. Сега за 3 успешен Даниел Бутемир ја презима и врвот на листата на стрелците. Шеесет и 8-62. Костовски до Михайловски. Михайловски не успеш. Пресилна е оваа топка. Во офсайд би рекол таму Михайловски. Ја положува оваа топка. Пети поен на Слободан Михайловски. На местото на Јаневски во игра влегува Крстевапски. Осум минути и 7 секунди до крајот на надпреварот. Седумдесет спрема 62. Екипата на Тетекс во последно време игра зона во одбрана. Промашува Бутемир, голема борба на крајот. Топката кај домачините, но на повреда таму под домашниот кош се жали Слободан Михайловски. Се надеваме дека и со него ќе биде се во ред. Години и години на кошаркарско искуство се во неговите нозе и раце, би рекол. Слободан Михайловски, популарниот собе, има и титула во македонското кошаркарско првенство со екипата на Николферт од Гостивар. Крстевски сега убаво поминува од ногата на Бутемир. Во аут остануваат уште 8 секунди до крајот на нападот за екипата на Тетекс. Костовски. Михайловски. Пробива Михайловски, но ја губи оваа топка. Кириловски сега. Митев. Даниел Бутемир за 3. Убав шут на Бутемир, но промашува. Кириловски не доаѓа до оваа топка.
Теофиловски. На блок му приоѓа Вапски. Удвоен Теофиловски, сега крсте Вапски. Фаулиран Вапски. Цел надпревар, агресивни во одбраната. Играчите на Партизан во односанс. Измина 3 минути од последната четвртина. Че подолго време, односно над 1 минута, резултатот на семафорот е 70 спрема 62. Теофиловски. Неуспешно додавање на Теофиловски. Кириловски сега. Пробива Кириловски. Излегува топка од обрачот, но 32, тоа е Трајанов. Ја прифати, фаулиран, че има 2 слободни фрлања за Трајанов. И тој што треба да изведува слободни фрлања, отиде да се консултира со гостинскиот тренер, па веднаш подоцна се врати на линијата за слободни фрлања. Помалку комична ситуација. Два пати успешен Трајанов. 14 негови поени. Сега Јаневски. Костовски. Костовски за 2. Непрецизен Костовски. Веднаш на спортивната страна Митев. Кириловски. Повторно Кириловски за 3. Каква тројка на Кириловски во вистински момент за гостите. Намалува на 70 спрема 67. Николовски сега. Повторно Николовски во игра, малку го подзаборави домашниот тренер. Треба да сопрат со фаул неколку вакви контранапади на гостите, домашните кошаркари. Додека се уште го немаат исполнето бонусот, тројката беше сега на Даниел Бутемир, 22 негов поен, претходно Кириловски со тројката, 15 негов поен и веднаш нерешено 70 спрема 70. Не се предаваат тешко гостите, а ние овој резултатски крајно неизвестен надпревар го следиме благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Пица и кейк сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Порачувате на 075-909-000. Music Bar Vibe и Vibe Production. Младите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетово, а Vibe Production на 9 март го носи Иван Босилчич во Националната опера и балет, како и на нашите нови пријатели поддржувачи Ателие 22, компанија за изработка на висок квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериери и архитектонски дизајн. Телефонски број 070 358 300. Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надпис на фирма. Телефонски број 070 263 108 и Казино Стар. Секој ден загарантиран чекпот и најголеми добивки на неколку атрактивни локации во градот. Продолжи надпреварот. Крстевски. Костовски. Теофиловски сега. Пробива Теофиловски за 2. Успешен Теофиловски. И како потребни поени за Теофиловски. Трајанов. Митев. Бутемир. Сега Георгиев, се буди и тетовската публика тука. Митев. Кириловски за 3. Промашува Кириловски. Георгиев за 2. Со број 8. Или со број 42, простете. Трипуновски на крајот.
со поени. Така е, Поповиќ не е во игра. Сега Теофиловски. Михајловски. Крстевски. Крстевски за 2. Успева Крстевски на спротивната страна. 74-72 со 12-тиот поен на Марио Крстевски. Промашува Бутемир. Можност екипата на Тетекс да го зголеми водството. Крстевавски. Пробива Крстевавски, но не го посака топката овој пат. Трајанов. Вади до Кириловски. Убава парабола на Кириловски. Промашува топката, завршува во аут. Четири минути и 20 секунди. Крстевски. Теофиловски до крај. Теофиловски за 2. Теофиловски се жали на повреда. Мислам дека грч на листот Теофиловски почувствува, ако добро успеав и во претходниот напад на гостите, се држеше за ногата. Ова е заради тоа што овој натпревар е со исклучително силен интензитет за една второлигашка кошарка. Не ми се верува дека Теофиловски по овие болки што ги чувствува во мускулите на десната нога ќе може да го продолжи натпреварот. Штета, најрасположениот кај домачините со 22 постигнати поени, со овие што ги постигна пред малку. На 4 минути до крајот на надпреварот со аплаузи поздравен Теофиловски. 76-72. Како и да е продолжува надпреварот. Кириловски. Кириловски. Топка краде Крстевавски. Не треба сега да се брза. Мали проблеми сега со семафорот, ми се чини има. Семафорот покажува дека измина некој 11 секунди. Па во еден момент престана да работи семафорот. Се во најдобар ред очигледно. 3 минути и 45 секунди. Коригирано сега времето за 3 секунди. Коригирано времето и што значува за напад. Нови 24 секунди ќе им бидат дадени на домачините. Или 23. Како и да е. Толку се игра брзо на овој надпревар што тоа не е толку битно. Крстевавски сега. Костовски. Во дуел со Бутимир, блок му прави Михајловски. Костовски. Вапски. Вапски фаулиран од Митев. Го немат исполнето бонусот ниту едната, ниту другата екипа. 3,5 минути до крајот на надпреварот, 76-72. Почесто ќе го кажувам резултатот на овој надпревар до крајот. Вапски. 7 секунди до крајот на нападот. Николовски треба да шутира. Николовски за 3. Промашува Николовски, но капитенот Костовски освојува топка. Важна топка освојува Костовски, уште да го завршат овој напад со поени домачините. Сега Михајловски, повторно 5 секунди, Крстевски. Крстевски за 3.
Крстевски промашува, топката е до преконструкцијата на таблата. Одземена топка на точно 3 минути до крајот на надпреварот. Водносан Звонов напад. Ќе биде ова надпревар на една топка. Бутемир. Бутемир од пост позиција Јајски на мрежичката. Даниел Бутемир, 24-ти негов поен, 76-74. Николовски. Крстевски. Костовски. Крстевски сега. Влегува Крстевски, каква рампа на Кириловски таму. Само една секунда до крајот на овој напад. Шут на Вапски, прекратко. Гостите во нов напад во можност да го израмнат резултатот, дури и да поведат. Бутемир. Тетекс и натаму во зона. Бутемир. Бутемир до Трајанов. Трајанов. Бутемир. Сега само 3 секунди до крајот на нападот на гостите. Промашуваат, не ја допре. Не ја допре, така е. Тоа беше шут во последната секунда од нападот на екипата на Водносан. Топката не го допре обрачот и тоа е истек на нападот. Уште еден кошаркар сега таму се жали на повреда. Незгодно падна, ми се чини таму Трајанов. И по кој знае кој пат на овој надпревар ќе кажам да се надевам дека се ќе биде во ред и со Трајанов. А како што забележувам, Теофиловски брзо се опорави од повредата. Доктор Димче Вучевски за многу кратко време го способи Теофиловски да го продолжи надпреварот и те како е потребен во овие последни 2 минути за екипата на Тетекс. А би рекол дека високиот интензитет на овој надпревар го зема данокот со овие грчеви што ги чувствуваат кошаркарите. Како и да не е така, кога ова е од исклучително значење овој надпревар за двете екипи. А овој надпревар го следите благодарение на нашите нови пријатели поддржувачи Ателие 22, компанија за изработка на мебел и дизајн, потоа Казино Стар, секој ден за гарантиран џепот, Европакт Б2, достава на угостителски шеќер, кутии, изработка на кутии за торти и пици. Фаулиран Костовски. Мислам дека тока не е еден, туку 2-3 фаула имаше во последните 5 секунди на водењето на топката на Костовски. Не треба да се лутат сега гостинската екипа. Како и во ова одбрана, така и на текот на целиот надпревар агресивни во одбраната гостите. Теофиловски се врати, промашува, но Крсте Вапски највисок во скокот, сега за 2. Промашува и Вапски. Контра на гостите. Митев. Митев до крајот постигнува поени. А беше фаулиран и од Крсте Вапски. Очигледен прекршок. Можност за 2+1 на Митев, кој го израмнува резултатот во овој момент. 76-76 на 1 минута и 24 секунди до крајот на надпреварот. И повторно по подолго време екипата на Водносанс е во водство. Крстевски.
Судијата Димовски не досуди ништо. Како што забележав, беше само прекинат над преварот. Вапски. Топка му краде Митев таму, 2-1 контра. Бутемир за 2. 3 разлика за гостите на 1 минута до крајот. Костовски. Крстевски губи топка, тамо нагази на линијата. Штета. Во последната четвртина, како што пресме до 22-10 за екипата на Водно Санс, доколку во овој напад постигнат да поени, ќе бидат многу блиску до победата. Чекори на Бутемир, 76-79, 39 секунди до крајот на надпреварот. Колку добро би дошла една тројка сега да се врати неизвестноста во завршницата. Николовски. Крстевски. Теофиловски. Блок му прави Вапски. Костовски за 3. Неуспешен капитенот кога е најпотребно. Сега блок на, односно фаул на Крстев Вапски, простете. На 20 секунди до крајот. Екипата на Тетекс го нема исполнето бонусот, а тоа ќе биде тајм-аут за гостинскиот тренер. А пета лична грешка на Крстев Вапски покажува записничката маса и делегатот Теофиловски, така покажува и мојата статистика. Ова е последна пауза. Ќе искористиме да кажеме дека ова е исклучително интересен надпревар. Го следите благодарение на нашите нови пријатели подржувачи Ателие 22 дизајни мебел, компанија за изработка на висококвалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Телефонски број 07358 Европак Б2. Компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи. Со надпис на фирмата секако. Права достави на највкусното кафе Мокамбо. Се наоѓаат веднаш до Стокомак и Тобакото на Славет. Нарачувате на 07263 Потоа Казино Стар. Неколку атрактивни локации во градот, секој ден со загарантиран джекпот и најголеми добивки. И секако нашите долгогодишни партнери, подржувачи Vibe Production на 9 март во Националната опера и балет со гостување на Иван Босилчич на ticketx.mk. Може да си набавите преостанати се уште мал број на карти и секако пица и кейк сервис Јани ФМ, дефинитивно највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Секој работен ден имаме и домашно сготвено јадење и колачи по избор, нарачки на 075-909-000. Веднаш со фаул и нема друг избор домашните кошаркари. Затоа што гостите ќе може да ја држат топката до крајот на надпреварот. Се уште екипата на Тетекс го нема исполнето бонусот, тоа значи дека ќе следат повторно прекршоци. Краде топка Костовски. За жал гази на линијата, штета. Штета нагази на линијата. И сега дефинитивно по приемот на топката на гостите веднаш треба да се прави фаул. Уфарла Кириловски. Фаулиране таму играчот со број 5. Тоа е Митев. Не се две слободни фрлања, не го исполнила екипата на Тетекс бонусот, како што кажав претходно, од наредниот фаул чинам. Да видиме. Сега фаулиран Бутемир.
исполнете бонусот, така од претходниот фаул сега ќе има 2 слободни фрлања за Даниел Бутемир. И повторно оној кој што треба да изведува слободни фрлања оди на консултации со тренерот. Промашува во првото слободно фрлање. Бутемир успешен во второто слободно фрлање и најверојатно го решава овој натпревар, затоа што резултатот на семафорот гласи 76-80 на само 6 секунди до крајот. После изгледа гостите ќе извојуваат една важна победа на овој натпревар во таа борба за опстанок. Многу поблиску, иако е 14-то коло, има уште многу да се игра, има уште 8 кола до крајот на првенството, сепак ова беше битка на две екипи кои што се борат за опстанок. Во третата четвртина екипата на Тетекс покажа добра игра, доби таа четвртина со убедливи 26-11, но што вреди тоа кога последната четвртина ја губат со резултат 23-10 до овој момент. Секако да видиме дали може нешто да се направи до крајот на надпреварот. Надпревар кој што го следите директно на YouTube каналот на Македонската кошаркарска федерација, благодарение на екипата на Тетовски спорт. Благодарение и на нашите пријатели подржувачи Пица и кек сервис Јаниф, Вај Продакшн, Ателие 22, Теофиловски за 3, не успеа. Европак Б2 и Казино Стар. Уште една секунда покажува делегатот Теофиловски на овој надпревар. Ништо нема да промени ниту тоа. Може само со друг резултат да заврши овој надпревар, но победникот е познат. Василевски за 3. Промашува Василевски. Кака Тетекс, кака Водно Санс, конечни 76-80. Кај домачините најефикасен Теофиловски со 22 поени, 11 постигна Шуменковски 12, Крстевски, Николовски со 11, Михајловски 5 и Вапски 13. Кај гостите најефикасен Даниел Бутемир со 27, Митев 5, Кириловски 15, Трајанов 14, Трипуновски 5. Неговиот брат Питер Бутемир на најефикасниот играч само 1 поен. Георгиеве 2 поени, Поповиќ 4 поени, Димитриев 2 поени и Лазов 3 поени. Заслужено би рекол гостите се борија на овој надпревар и се изборија за победата. Момците од Скопје игра пресинг цела утакмица, физички добро подготвени. Штета што екипата на Тетекс го губи овој надпревар, но што е тука е останува да се борат они до крај на првенството. Еве и со последен поздрав на екипата на Водно Санс ќе го завршиме овој пренос. Од мене Чеде Јанчевски, спортски поздрав и пријатно се слушаме и се гледаме за точно 2 недели со нов надпревар на екипата на Тетекс на домашен терен.